манипулации и лаги на Иван Стојковиќ, на председник на партија Србите во Македонија. Со завршување на владењето на режимот во заминување, завршуваат и бројни привилегии кои Иван Стојковиќ ги присвои лажно, представувајќи се као лидер на србите, единствен лидер на србите во Македонија. Со ширењето на лаги во медиумите, Стојковиќ ќе остане запаметен како доследен соработник на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ, само за да ги заштити собствените привилегии. Затоа Стојковиќ се служи со лаги и внесува вознемирување кај граѓаните во Македонија и во регионот. Иако повеќе од 10 години беа дел од власта, ниту Стојковиќ ниту неговите партија не направи ништо за српската заедница, освен што ги клона своите джебовите и лажа граѓаните. Сега, кога режимот заминува, а неговите привилегии се загрозени, Стојковиќ тргна постапките на ВМРО ДПМНЕ и почна да шири лаги и невистини за наводно редефинирање на Македонија. Сите овие лаги се на човек кој не може да се помири со фактот дека повеќе нема да биде дел од власта, затоа апелираме до Стојковиќ да престане со лажење и да се помири со реалноста дека тој и неговата партија како дел од коалиција предводена од ДПМНЕ се идат во историја. Македонија ќе биде модерна, демократска и правна држава. Македонија ќе биде еднакво општество кое ќе ги цени и штити правата и ќе даде еднакви можности на сите граѓани, чувајќи и нас срби. Граѓаните на Македонија ќе бидат слободни и еднакви. И никој тоа не може да се спречи, а најмалку Стојковиќ. Само ако може едно. Како ги оценувате како го оценувате коментарот на Зоран Заев во последното интервју на Курир? Реакција беше оштра, меѓутоа тоа е последица од сите лаги и манипулации кои се доставува до српски медиуми. Така да дел од медиуми и дел од аналитичари врло беа груби према Заев и едноставно го прогласува за човекот кој дестабилизира регион. Никој не сакаше да сослуша друга страна. Едноставно само се наметнуваше Стојковиќ какви се тоа врски, мене тоа не ме интересира, меѓутоа ова е последица на лаги. И убеден сум дека ова е само една пролазна фаза, дека кога ќе дојде господин Заев на власта, ќе се обноват пријателски односи помеѓу Србија и Македонија и ќе се издигнат на многу поголем ниво, така и да самите срби и сите граѓани во Република Македонија ќе имат поголем бенефит.